Се извинувам, Кежаровски тука живе. Е насловот на документарниот филм, кој на 25 јуни ќе биде премиерно прикажан во МКЦ Кино Фросина. Автор на овој филм е Миле Бошњаковски. Токму Миле Бошњаковски е соговорник во вечерашното издание на Тренинг. Господине Бошњаковски, пред да се осврнеме на овој втор трейлер, сега малку околу вашата професионална обсервација во изминативе неколку години. Бевте дел од владиниот кабинет на Зоран Заев во првиот состав, потоа се префрливте како еден од најблиските соработници на председателот Стео Пендаровски, бевте генерален секретар, и сега повторно некаде пловите помеѓу новинарството и пиар. Прашањето ми е, каков кредибилитет има денеска Миле Бошњаковски ако се врати во новинарството после неговите политички ангажмани? Реално и искрено. Значи, немам амбиција да се вратам во новинарството, посебно не во информативното новинарство. Таа моја приказна заврши далечната 2004 година. Меѓутоа, Миле Бошњаковски пишувал и ќе пишува додека сум жив. Од тоа, едноставно, ниту имам намера да побегнам, ниту имам намера да прекинам. Така што документарецот можете да го гледате низ призмата на новинарски производ, меѓутоа може да го гледате низ призмата на некој човек кој што сакал да даде историска видеобелешка, имал вештини тоа да го направи, за настан кој што смета дека бил исклучително важен за професија во која што дел од мојата кариера сум ми се посветил, многу коректно, многу честно, многу етички, ја почитувам неизмерно и немам никаква намера да правам некој упад. Јас сум многу свесен дека сум ПЕП, што би рекле енглезите, политички exposed person, и апсолутно немам намера да се враќам во новинарството, меѓутоа комуникациите, тоа се моите вештини, тука сум најак. И дали тоа ќе биде некое балансирање помеѓу кризен менеджмент, комуникацијски односи со јавност, во секој случај некаде помеѓу овие две линии ќе се движи понатамошната моја кариера. Што ве испровоцира или што беше мотивот за вас да го осмислите целиот овој документарен филм посветен на Кежаровски, голготата низ која тој минуваше, оние години за кои и вие гласно велевте мора да падне режимот? Сега морам да тргнам низ мојата перспектива без да имам намера да бидам јас центарот на вниманието во приказнава. Додека се случува настаните со Томчо, со нашиот колега поранешен Томислав Кежаровски. Јас во тоа време работев во Обединети нации и имав една грижа на совест постојано секој ден дека не можам да контрибуирам доволно за да добие гласност неговиот случај како мој пријател првенствено, второстепено како мој колега. Зошто, бидејќи во Обединети нации јас немав право да одбирам страна, ја морав да бидам буквално неутрален. Кога помина некој друго време, нели, како што кажавте, бев дел од владата на Зоран Заев, како портпарол, после тоа, нели, како генерален секретар кај Пендаровски, повторно немав можност таа идеја да ја реализирам. Меѓутоа, во слободно време работев на филмот и бев свесен дека еден ден ќе дојде време за реализација. И етако, се случи. Тоа е тоа. 2013 година беше уапсен новинарот, а 5 месеци подоцна осуден на 4,5 години затвор за случајот ликвидација. Сега ќе цитирам една негова констатација. Така направија слугите на режимот. Обвинителката Лиле Стефанова, истражната судика Тања Михајлова и судиите Дијана Груевска, Илиевска и Ѓоко Ристов. Од тогаш не е исто. Ако од тогаш не е исто, што се промени во делот на судско-обвинителската слика во земјата? Не знам дали јас сум вистинскиот човек кој што треба да ја даде таа оценка што се променило по тогаш. Меѓутоа, мислам дека Кежаровски во таа негова изјава кажува од тогаш не е исто,
сака да каже не е исто во конотација во смисол на начинот на новинарската работа. Еве ќе ти кажам еден пример. Знам дека е во различна насока го постави ти прашањето, меѓутоа ќе дојдам и до твојот одговор. Ќе ти дадам одговор, нема суптилно да го избегнам овој пат, верувај. Што не е исто? Кога го завршив документарецот, бидејќи низ годините го работев со различни екипи, дојде време за промоција. Промоцијата треба да се случи како што ја најави на 25-ти. Дали веруваш дека еден по еден од луѓето кои што работе на документарецот ми се јавува: Миле, абе, проблем ли ќе биде да не напишеш со име и презиме на крај? Зборуваме за луѓе кои што работеа, кои што треба да ги добијат тие заслуги на крај, така? Работел тој и тој, работел тој и тој. Сакам да кажам, тоа од 2013 тие работи не се заборавени, тука се некаде. Завршија сега изборите и повторно некои луѓе кои што мислевме дека некои работи се помрднале, сме тргнале некаде, повторно тоа некаде тлее. Ме разбираш? Значи, бараат луѓе да не бидат подпишани дека работеле воопшто на овој документарец. Од што се плашат? Од реваншизам? Многу интересно. Јас сакав да го отворам тој муабет што ви се рекло со нив, меѓутоа толку беа непријатни тие нивни барања што едноставно не сакав да ги ставам во дополнително непријатна ситуација да мора и пред мене да се правдаат. Реков во ред, нема никаков проблем. Ако така сметате, нека биде така. Иако се разбира целосно погрешно. Целосно погрешно. Ние не смееме да се вратиме назад. Сега во однос на ова, ти што мислеше дека Кежаровски кажал, што се променило во судството? Во судството не би можел да кажам дека се промениле суштински работи, но амбиентот во државата севкупно беше променет. Севкупно. Можноста на глас да разговараш, да зборуваш, да ја работиш својата професија како што треба, да немаш притисок. Пазете, ние Кежаровски забораваме дека Кежаровски беше со поддршка на германската влада како не беше он стипендист, он беше како жртва на политичка тортура под заштита во Германија однесен. Мислам, тоа е единствен пример. Он беше таму единствен од европска земја. И таа програма беше поддржана од Штајнмајер, од германскиот председател. Амбиентот, Чомовски, амбиентот се промени. Кежаровски тука живее? Да ги погледнете настаните кои му предходат на неговото приведување, односно како тој работи чувствителни истражувачки новинарски теми кои се индиректен или директен поттик за настаните кои следат за желбата на обвинителката Лиле Стефановска за Кежаровски да и под наводници лае и го менуваат животот на семејството Кежаровски. Подолг период во јавноста го нема Кежаровски. Пред да падне владеачката гарнитура тогашна на Никола Груевски беше гласен критичар. Дали овој факт, можеби и не моето прашање ќе биде неблагодарно вие да го одговорите, но дали фактот што тој денеска молчи, сушност разбара дека правдата не е задоволена? Интересно прашање, Гораст. Токму со слично прашање се завршува и самиот филм. Дали можеме да идентификуваме кои се и кои се тие структури кои што системски организирано поминуваат низ сите тие настани негови? Не дојдовме до одговор. Доколку јас
како автор на овој документарец треба да извадам заклучок дали правдата е задоволена. Морам да одговорам делумно. Делумно. Според мене формално правно Кежаровски е рехабилитиран. Меѓутоа тие се трауми кои што едноставно не може да се надминат едноставно. Сменете, и самиот он кажува во филмот, животот на моето семејство беше едно пред приведувањето и по приведувањето. Така го дели он неговиот живот. Во однос на правдата и на се останато, се надевам дека ова ќе допре до некаде. Се надевам дека не само што ќе се потсетат некои луѓе, туку дел од тие луѓе се уште се активни во македонското правосудство, во Министерството за внатрешни работи. Не можам јас да бидам тој што повикува на одговорност, меѓутоа можеби ќе проработи некоја грижана совеска и некој па ќе каже барем едно извини. При подготовката и работењето на овој документарен филм се соочувавте со турбуленции, со обструкции? Не. Немаше никакви проблеми. Воопшто, целата екипа работеше хомогенично. Соработката со Томислав на моменти беше малку сложена, бидејќи се работеше за емоции. Знаете, он не мораше, но и он самиот сакаше да влезе во истражниот затвор во Шутово Ризари, сега како слободен граѓанин, да види дали се уште е иста келијата, каде што има престојувано, дали се уште ги има надписите на зидовите кои што тој ги има пишувано. Тој момент беше тежок, меѓутоа не беше тежок поради емотивно тежок беше. Од тој аспект беше предизвик. Инаку не, воопшто немаше некакви притисоци од било какви засегнати политички гарнитури, структури на моќ, нешто такво немаше. Како успевавте или како успеваше Миле Бошњаковски да го менаџира тој период на подготовка на овој документарен филм, а при тоа да извршувате и функцијата генерален секретар во кабинетот на председателот Стево Пендаровски? Традиционално јануари Чомовски јас пишувам и традиционално во јануари станувам во 6 сабајле. Така што буквално секој јануари нешто искача од мене. Подготовките се случува или рано наутро, или во денови кога имав одмор. И во тие моменти се работеше. На крајот, задоволен ли е Томислав Кежаровски од тоа како е спакуван овој документаристички филм? Ова е втор трейлер. Да. Неколку пати кажав без идеја да бидам патетичен, без идеја да бидам... Мислам дека раните им се, иако поминати се речиси деценија можеби, меѓутоа не го издвојувам Кежаровски од неговото семејство и знам дека не име се едно тешко име. Значи, од аспект на естетика, на филмографија, на запис, мислам дека има кај него елементи на да речеме, дека е задоволен со одработеното, меѓутоа оној емоционалниот момент тешко проаѓа, ќе видиме после премиерата, можеби дојдете прашајте го него лично. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во ТВ магазинот Тренинг. Благодарам за поканата.